Традиционалната манифестација Пифтијада во Крива Паланка ќе се одржи на 19 јануари, петта година поред. И овој пат централната манифестација е на градскиот плоштад во Крива Паланка, а ќе започне веднаш по фрлањето на крстот во водите на Крива река некаде околу 11 часот. Златен канал ја проследи целата фаза на подготовка на пифтиите која се одвиваше во народната кујна на интернатот Боро Менков од Крива Паланка. Учениците од угостителската паралелка од Средното општинско училиште Ѓорче Петров четврта година поред ги приготвуваат пифтиите што на традиционален начин како што ги приготвувале и нивните предци. Кога веќе пифтиите се приготвени и ако го следевме целиот процес, не смееме да пропуштиме да го запрашаме одговорниот професор дали се добро приготвени пифтиите. Јас мислам дека секако се приготвени добро и коментарот најдобро ќе биде кога ќе биде дегустирано на плоштадот од самите граѓани, меѓутоа мислам дека во целина сме постигнале целта, ипак вкусовите не може да се погодат на сите, нели? Но во целост е тоа, традиционално е на овој начин се припрема, така и учениците ќе научат дека ова е начинот на припремање на пифтијадата, а не она што беше порано од надпреварувачки карактер, каде што се става Донатоци, украси, декорации. Тоа ја губеше значењето го губеше на самата пифтијада, а ова е веќе она традиционално кое што ние сме го научиле од нашите дедовци, баби, родители и претходниците, иначе кое што е обележен на христијанскиот човек, односно на христијанството. Како што спомена и предметниот професор, кој што за цело време беше присутен при подготовката на пифтиите и ги научи своите ученици како на традиционален начин, не онака како што ги декорираа на првата манифестација со украсување, имаше надпреварувачки карактер пифтијадата, да ги приготват своите пифти овие ученици. Ова соработка со ученички дом веќе подолго време ја остваруваме, веќе неколку години, бидејќи угостителската паралелка готвачи постои веќе 4 години и бидејќи нашите ученици ја изведуваат практична настава овдека и се разбира врз база на тоа што изведуваат практична настава во ученичкиот дом и на некој начин ги вклучуваме нашите деца, нашите ученици да на некој начин зачуваат таа традиција на пифтијадата, односно да на некој начин се вклучат во прославувањето на православниот празник Водици. Нормално дека се надам дека и во наредниот период оваа соработка ќе продолжи со ученичкиот дом Боро Менков и на некој начин ние ќе се вклучиме во оваа општинска манифестација, односно пифтијадата, со тоа на некој начин нашите ученици да допринесат за збогатувањето на оваа општинска манифестација. Зошто се отстранува горниот слој од пифтиите? Затоа да не биде мрсно, да не се мрсни пифтиите. Од што доаѓа до толку замастување на пифтиите? Има поголемо количество месо оставено во нив, па сега се оддели повеќе маснотија? Да, повеќе месо што има. Така, совет, значи да биде одредена конкретна количина месо кога ќе се приготвуваат пифтиите? Да. Ова е и исклучителна можност да научите кога следниот пат ќе ги приготвувате, што да избегнете, на што да внимавате? Да. Учениците секогаш се вклучени во и на самиот ден на самата манифестација, тие ги делат пифтиите за населението. Кажете ми, јадете вие пифти? Сте ги пробале овие што учениците ги приготвуваат? Да се разбере, јас како директор на училиште, бидејќи тоа се мои ученици, сигурно со драго срце ги пробам пифтиите што ги прават моите ученици и правиме едно општо задоволство на мене, се разбере и на моите вработници кои ќе утре ќе се најдат на тој ден надвор, односно во центарот на градот. Според вас не сте им предметен професор, ама го положиле ли испитот, добро ли ги приготвуваат? Па можем слободно да речем дека го имат положен на испитот, се разбира дека тука со помошта на нивниот професор по практична настава Дане Петровски и нормално дека треба да го спомнам и Воје Величковски кој што овие дни беше со моите ученици и може слободно да речем дека моите ученици веќе се способни да прават вкусни пифти, односно данас и утре се разбира и за себе и за своето семејство да се приготвуваат вакви пифти, односно во својот дом. Па се разбира дека јас како директор на ова училиште, на моите сограѓани, сакам да ни го честитам
празник, утрешниот празник, да ни посака многу здравје, многу среќа, многу убавина, се радувам меѓусебно разбирање, толеранција и да работиме за благосостојбата на нашата општина. И да ја зачуваме традицијата. Се разбира. Овие пифти се обезбедени од страна на Општина Крива Паланка, која што е организатор на манифестацијата. Ќе бидат приготвени околу 5000 парчиња пифти и доволно за сите граѓани кои што ќе бидат присутни на големата манифестација. Ги покануваме масовно да присуствуваат на манифестацијата и да ја одбележиме 5-та мини јубилејна пифтијада.